На моје огромно задоволство во општествена сцена наш денешен гостин Сеат Хаџич Сецко. Добро утро. Добро утро. Те будиме или ранобудник? Не, ранобудник сум ја. Легнам дури во 9 сат. Така, за оние 6. верувам дека публиката добро знае кој е Сеат Хаџич Сецко. Музичар кој што од некаде 2004-2005 година е актуелен со Мугер Фугер, но многу порано ги започнува своите музички виртуозни достигнувања. Сецко, вечната дилема која што малте не ја разговараме со повеќе музичари, може ли да си помеѓу најдобрите ако не си комерцијален, ако твојот звук, твојата музика не достигне поголема публика? Па зависи што рачунаш дека е успех, ја да речем. Тоа што Неко помеѓу најдобрите. Да. И сепак тоа што сум зацртал, не ми е битно да сум дали сум најдобар или не, битно ми е да тоа сум ја, тоа е секогаш побитно изнад се. Значи својата личност ја оставам. Како небитна, него многу ме поважно да го остварам она што сум го зацртал во глава, тоа да се опишам сами од себе си, све она што се случува околу мене. Тоа е во некој од твоите интервјуа прочитав дека реченица која што вели вака: јас сум секогаш со народот. Во период кога во Македонија политичката сцена дозволува доста инспирација за некаква општествена ангажираност на музиката, што е она, би проценили дека малку имаме музичари кои што се општествено ангажирани, односно ги темелат своите музики, можеби на оно што е случување во Македонија, особено ако нели има доволно материјал? Не само музиката, него општо гледано, се што од културата е маргинализирано, кај нас тоа се наменски се прави. Од друга страна, поединецот е секогаш игнориран, значи осуден на неуспех за тоа што кај нас владе доминација на она што би се рекло крдото. Така да секој кој се обидува да успее сам, да стане независен, осуден на неуспех. А зошто? Кој е? Па тоа е системот, така не е поставен, така функционира системот. Кај нас оние што не заслужуваат обично се успешни луѓе. Бидејќи се и секогаш така киде, ама тоа е временски, значи кога ќе се прашаш наназад за Спартак, сите знаеме, така. А генералот кој го победил, сите се прашуваме кој е, нели, сме го заборавале. Така да луѓето што изгубиле во овие битки во сегашноста, тие некад ќе бидат херои. Ретко кога бендовите во Македонија имаат некакви јавни простори каде што би можеле да ја развиваат својата музика. Кај нас како секој јавен простор кој што не дава своевиден профит, не може да биде отворено. Да, кај нас само личниот интерес е во прашање на колективниот се занемарува од друга страна. Значи во Словенија сега скоро свирев и во Љубљана видов клубови што се еден до друг секаде се свири, значи секој клуб ќе се свири, тоа е бивша касарна. И откако напуштила армијата касарната, дозволила младите да упробуваат со неа. И нонстоп има концерти, изложби, значи функционира тоа. И каде ги издавате, каде ги правите своите? Кај нас за жал тоа го нема. Кај нас тоа не постои. Значи има напушени фабрики веле секаде кај што може да се дозволи младите да бидат креативни, да не се усмеруваат кон некои лоши работи. Значи на крај крајва тие го стварат нашиот идентитет. Кога разговараш со некој од Манчестер, onda ти е јасно дека се New Order, Joy Division. Знаеш, по тоа ги разпознаваш луѓето, нели, по музиката, по фудбалскиот тим. По некој познат бренд. Овде кај нас, за жал, сето тоа се игнорира. Добро, тогаш ако имаме плејада на млади автори кои што и текако можат да придонесат на музичката сцена, барем кога е во прашање општествената ангажираност, ја повторно алудирам на тоа. Ако не им се овозможат такви простори каде што можат да креираат, каде се движиме музички ако е? Во подземјето. Другаче не може да функционира. Значи треба да идеш по подруми, по гаражи да сватиш како размишља младиот човек кој е игнориран. Значи инаку ние ништо не знаеме ако не отидеме таму. Затоа што тие не успева да стаса до големата сцена за да кажат гласно што ги засега. И тогаш љубовта е онаа која што предничи во Па да, секогаш љубовта е најбитна. И страста кон нешто, значи мора
Мора да ако ја немаш, не можеш да опстоиш. Значи ја су веројатно од 86 до сега само ради тоа на сцената. И уште со тој ентузијазам работа. Оваа година планирам и 2 албуми, еден со Expedition, еден со Мугер Фугер и сега ќе видиме. Како ја создавате музиката на Мугер Фугер бенд, низ кој што поминале доста имиња? Сашко Костов, Горан Трајковски, Ристо Солунчев, некој ќе заборавам, Тања Тас. Скоро цела сцена, ја обично ги викам на гости, така би рекол. По некој од песните да отпеат или некаде многу ретко некој да отсвири нешто ако мислам дека треба. Ам повеќе вокали викам, значи тоа ми е концептот. Но овој пат се задржав само на Горан Трајковски, последниот албум на винил што го издадаме и веројатно уште еден ќе направиме само со него. Значи музика како стварам, веројатно ми е тоа некој нагон, потреба да се испразнам. Значи кога ќе влезам во тој креативен нагон, onda месец-два јас се шетам сегде со гитарата. Било кај да сум имам со себе гитара и само тоа го правам. А во тој силен нагон на креативни луѓе, како се создава вистинската фузија за да излезе на виделие на делото? Па многу е битна комуникацијата меѓу тие луѓе, знаеш. Многу е битно да се погодат со иста енергија, за све тоа функционира да на крајот звучи окей. Значи тоа е пак спојка меѓу многу фактори. Сецко, овој дел општествена сцена немаме премногу време, меѓутоа имам уште две прашања. Едното сакам да биде провокативно, другото едукативно. Би сакал своја видна анализа или оценка на она што значи субвенционирана музика во Македонија? Од еден независен уметник. Па гледај се овака, за да бидеш независен, народот треба да те направи. Значи со тоа и он станува слободен. Значи ако мене народот ми дозволи да ја бидам независен, да не зависам од некоја друга работа, конкретно да работам во администрација, онда ќе бидам независен и во изразот на своите ставови. А со тоа ќе му возможам и на самиот народ да биде послободен. А тоа финансирање е кога знаеш некој кога ќе ти даде пари, веќе ти ги врзал рацете. Тоа значи дека музичар може да твори на Па да, ама и знаеш, на веќе зададена. На крај крајве кога би сакал да искритикува нешто најдобро намерно, онда ја губи мојта. Ја губи својата магија, знаеш, луѓе го препознаваат по тоа дека земал од некаде пари, од некого пари, дека е врзан со нив, а кај нас обично оди на тој начин. Наше или не е наш. Тоа сите го знаеме. Дека музиката е процес несомнено, дека порано музиката која што се правеше во 80-тите, 90-тите, 70-тите, ако сакате, албумите носеа своја видна приказна, нешто што јас го препознавам и кај твојата музика. И во плејада на нови артисти, нови музики, достапност преку интернет на своја видна на еден широк диапазон на музика. Што е она што млад човек сега треба да го слушне ако сака да слуша некаква квалитетна музика? Од своето искуство. Не знам, тоа е пак личен избор. Ја, например, како дете сум Саймон енд Гарфанкел, Битлси, сум започнал со постарите генерации што ме шетале во Сарај по паркови и хипи генерација било и обично од нив сум слушал Лед Цепелин, знаеш, таква музика. Па потоа самиот лично сум ги одбрал Секс Пистолс затоа што сум расел во една таква средина и сум имал таков социјален статус да ради тоа ми се допаднале. И ради тоа сум почнал со панкот како мој избор. А сега секој си знае сам за себе, знаеш, секој треба да си одбере. Совет кон млад. Да биде искрен во тоа што ќе го одбере и да биде доследен. Тоа е најбитно, знаеш, доследноста. И праведен кон самиот себе, тоа е. И како музичар претпоставувам. Пошто денес е многу тешко да си праведен кон самиот себе. И како музичар претпоставувам никогаш материјалното пред мелодија. Па сега, знаеш, и од тоа зависи. Ја треба да купувам жици гитари, ама треба да знаеш до кај ти е црвената линија. Значи секој треба да си знае долната граница. Ако немаш долна граница, онда губиш и карактер, не постоиш. Се надевам дека уште неколку пати ќе се видиме како во утрински брифинг, така и во некои други простори каде што ќе разговараме многу поопширно за музиката со
Сеат Хаџич Цецко секогаш има што да се разговара кога е музиката во прашање. Ти благодарам уште еднаш што одвои Ви благодарам време. вас.